Добро вечер. Мене. Денеска многу убава позадина, многу убава презентација. Ќе збориме за новата брошура, која што почнува од утре. Нови можности и нови попусти. Со посебен акцент ќе ставиме на делот што се однесува на додатоците во исхрана, а внатре имате и многу други работи кои што навистина се корисни и интересни, односно можеме да ги користиме. Новите попусти почнуваат од утре во овој практично нов документ кој што го имаме и сега ќе започнеме да видиме со кои производи ќе презентираме. И ќе почнам можеби малку одназад на напред, на нешто што можеби малку сте го подзаборавили, но еве ќе почнам од аюрведата. Тип аюрведа представува стара индиска филозофија која што навистина се носи со годините наназад и има цел правец. Дури се направени и факултети по аюрведска медицина. Тие што беа на семинарите од нивните представници, дури видоа и испита што значи еден аюрведски третман, односно една диагностика, пулсова диагностика со допир на рака, за кое што навистина треба многу искуство и врз база на така наречените 3 доши, пита, вата и третата доша, ние, ако се тие во дисбаланс на енергетско тело, тогаш имаме практично дисбаланс во целиот наш организам. Во ова брошура ги имаме производите на аюрведа кои што се на попуст и истите навистина представуваат еден многу добар баланс кој што можеме да го користиме. Во сите комбинации кои што се користат аюрведа, како што се срцето и мозокот главни органи во човечкиот организам, така според традицијата и филозофијата на аюрведа, главен орган, односно центар за нив, представува црниот дроб. Значи, главната лабораторија во организмот и еден од битните производи кој што прв е тука ставен е Live Clear или чист црн дроб. Тоа е една комбинација од повеќе билки, индиски билки, за чистење на црниот дроб. Значи, процесите на чистење на црниот дроб, една лабораторија во организмот, се многу важни и ако нив не ги имаме во добар ред, значи немаме добар црн дроб, тоа значи дека ништо не сме направиле. Никој пат нема да сгрешите ако сакате да користите аюрведа. И се препорачува во сите комбинации, било што да користите од аюрведските производи, секој пат задолжително стартот да биде со Live Clear. Значи, Live Clear може да оди задолжително со секој друг продукт. Значи, ако сакаме, например, да го забрзаме метаболизмот, значи да го подобриме дигестивниот систем, да делуваме на процесите на слабење, затоа што доаѓа пролет, тогаш ние мора прво да го детоксицираме организмот, да го исчистиме црниот дроб, затоа што се метаболизира низ црниот дроб. Ако ние немаме доволно добро исчистен црн дроб, тогаш од тука тргнуваат сите понатаму проблеми кои што се случуваат во нашиот организам. Значи, се мора да се изметаболизира низ црниот дроб. Live Clear
На почетокот се пие првите 2 недели 2 пати по 2 таблетки за да започнат процесите на чистење и се пие со многу вода. Значи главен орган, ински орган кој што работи долго време и кој што барем 2 пати, а препорачливо 4 пати се врши чистење, особено сега периодот кога имаме преод кон пролет, веќе ќе одиме нели кон март месец, Live Clear секаде. Особено луѓе кои што пиеле антибиотици, особено луѓе кои што цело време се на некоја терапија во однос на некое хронично заболување, дали користат антихипертензици, дали користат некои други производи кои што се препишани како лекарства од матичен лекар или од специјалист, Live Clear ви е првата одбранбена бариера. Немојте го заборавате овој прекрасен производ на Аюрведа. Тој оди во добра комбинација со многу производи. Да речеме, може да оди во комбинација со арџунот, како имате некаков проблем со кардиоваскуларниот систем. Така да, еве ви една комбинација на Live Clear со арџунот. Понатамо може да оди со гуголот. Ако имате некаков проблем со одделителната система, односно со системот за бубрезите и системот за исфрлање на течности од организам. Значи, во секоја таа комбинација оди практично Live Clear. И во сите практично комбинации Live Clear прави баланс на трите доши. Значи, трите доши се тие енергетски кои што сме ги збореле, кои што сме ги кажувале. Има луѓе кои што имат многу пита, има луѓе кои што имат многу вата, значи тие се поврзани со оган, со вода, со 5 елементи на земјата и истите кај некои се подоминантни, кај некои помалку доминантни, но треба да одат во баланс. Еден од најдобрите балансери, запамтете го ова, покрај Live Clear, кој што секој може да го користи за трите доши во организмот, да ги балансираме, да бидат, значи не да биде една доминантна, оганот да биде предоминантен или да сме презатворени, интровертни кон себе, влегува и трифалата или тријог. Самото име трифала или тријог покажува дека влегуваат практично 3 елементи, односно 3 доши, кои што го балансираат нашиот организам. Кога сакате да речеме да слабеете, во тој случај Live Clear трифала и може да вклучите обесит. Ако имате проблеми со нервниот систем, ако сте вознемирени, повторно имате повеќе од оган во телото, значи повеќе оган во телото. Тоа значи дека треба или висок крвен притисок. Тоа треба да практично искористите покрај Live Clear, значи да искористите трифала, да речеме, или неврокер за нервниот систем, за да направите баланс со тие 3 производа. Значи, најчесто кога збориме за Аюрведа, може да одат тие 3 производа. Многу добри производи, особено за овој период, сега ви се покрај Live Clear, значи имате таму ашваганда. Сега се насме на деца, затоа што го зборевме, затоа што ашвагандата е адаптоген, односно представува еден производ кој што навистина многу добро делува и против вируси. И покрај тоа што делува, значи тоа е кинескиот, односно тоа е тибетскиот практично женшен, многу добро делува форма на женшен, многу добро делува на нервниот систем, на стресот, но во исто време како адаптоген, а адаптоген се адаптира на организмот, делува практично и на и на нашиот имун систем и дава добар одговор при овие ситуации во кои што сме. Ако има некои проблеми со кожа, тука добар производ е исто така ним, кој што исто така секој пат, значи запамтете го, оди почетокот, стартот е секој пат со Live Clear и јас препорачувам секаде и трифала или тријог и тогаш додадете го третиот производ кој што на вас ви е потребен за одреден проблем кој што го имате. Значи, со Deep Ayurveda
пошто работи на принципот на трите доши, доволно ви е да направите балансирање на трите доши и со тоа да добиете добар ефект со самите ајурведски производи, затоа што дури гледав некои онлайн сајтови нивни во кои што они кажуваат комбинации многу добри за оваа ситуација која што е сега, во која што секаде е вклучен Live Clear. Понатаму, кога веќе почнавме со такви карактеристични елементи, ќе кажам овие два производа кои што имате во брошурата и кои што за мене многу се интересни. Тоа е една од биогените алги. Тоа е хлорелата, насампата на спирулина и афа. И гледате како континуитет во претходната брошура, која што истекува денес во 23:59 минути. Не грешам, Надице, нели? Од утре почнува ова. Гледате сега, ви е ставена и хлорелата. 180 капсули за на Сан Бернард. Значи, многу мокен елемент за чистење на организмот. Некои дури ја сравнуваат и дури е подобра и од зеолитот. Зошто? Затоа што ги има својствата, дури е подобра на моменти кај некои луѓе и од хитозанот, затоа што тие се тие најмокни чистачи, детоксикатори кои што вршат детоксикација на тешки метали. Во последно време се повеќе слушам, мислам, се јавуваат пријатели и луѓе кои што имат покачени тешки метали од типот на арсен, од типот на алуминиум и така натаму, кои што се навистина токсични елементи. Кога го спомнав арсенот, ќе ви кажам колку е тој токсичен и како таков каков отров е. Папата Луј 15 многу сакал да чита книги и навечер во тоа време немало струја, читал книги на свеќа. И во самиот восок му биле ставени соли на арсен и додека тој читал практично секоја вечер, постепено вдишувал арсенови пари и еден ден на вечер на собале го нашле во некоја насмевната позиција, целиот вкоченет со страшни грчеви и болки, заминал од овој свет точно од солите на арсен. Значи, арсенот го има во водата, се е присутен и во водата, но исто така е присутен и во воздухот и е многу токсичен метал. Точно хлорелата ги има тие својства да ги извлекува, значи како магнет на себе ги лепи практично сите тешки метали, почнувајќи нели од железо како тежок метал кој што е во големи концентрации, кадмиум, арсен, олово што се ослободува од возила. Значи сите тешки метали ги чисти пестицидите од нашиот организам. Првенството на хлорелата е тоа што делува и против радиацијата. Значи истата може да ги чисти организмите после долги макотрпни радиотерапии, хемотерапии и се препорачува за чистење на тие радиоактивни елементи кои што ги имаме во организмот, а во исто време му дава на организмот биогена енергија, му дава железо и хлорелата, најчесто поголемите дози од хлорела се пијат наутро. Значи, хлорела можеме додеме дури и до 6 таблетки на ден во ситуации кога ни е потребно, а некоја доза е оптимална некаде околу 3 таблетки на ден. Секако дека може во континуитет, ако сте пиеле афа, па сте продолжили со спирулина, може да продолжите и со хлорела за подигање на имунитетот, а во исто време и добро чистење на имунитетот. Значи, многу добро се надоврзува со Live Clear и затоа во овој редослед ги свртев слайдовите, односно ги свртев производите да направам една концепција, значи јас во моментот ја правам концепцијата додека зборам.
Секако, под него имате еден прекрасен производ, а тоа е омега-3, 6 и 9. Тоа се незаситени масни киселини или ленено масло од растително потекло. Повторно се на Сан Бернард во големо пакување. Запамтете го тоа еднаш. Кога пиете омега-3, 6 и 9, или пиете омега-3, 6 и 9, или пиете само омега-3. Никој пат не се пие омега-6 само со омега-3. Зошто? Затоа што ќе ги набилдате црвените крвни зрнца со многу голема концентрација на железо и ќе ги загушите и во еден момент ќе почнат да пукаат црвените крвни зрнца. Во овој случај имате омега-3, 6 и 9 од растително потекло, многу добра за вегани, за вегетаријанци, за повозрастни луѓе, затоа што од ленено масло, и истата е многу добра за дигестивниот систем, за цревата. Понатаму омега-3, 6 и 9 е прекрасна за крвоносните садови, значи за замастени крвни садови, за подобра циркулација во организмот. Особено добра и секој пат ја препорачувам за луѓе кои што имаат проблеми со колената, со лактовите, со болки по зглобовите, со болки во мускулите, затоа што на некој начин е еден од промоторите, заедно со зеленоусната школка и заедно со другите производи за регенерација и колагенот, за регенерација на коскените структури и на тие врски помеѓу тетивите и лигаментите и припоите на мускулите на самите кости. Значи, омега-3, 6, 9 во ваква варијанта е многу добра за многу работи. Добра е за мозокот, добра е за мозокот, добра е кај луѓе кои што имаат и во венскиот крвоносен систем проблем, значи имаат хемороиди, луѓе кои што имаат запек, исто така ја подобрува циркулацијата на ниво на цревата, значи за изфрлање да речеме на некои кожни проблеми, ако се чирови, загноени и така натаму, исто така помага лененото масло, дури може и капсулата да ја отворите и на некое место да ја ставите за да го извлече тоа што е внатре. Значи, многу добар продукт кој што навистина делова и е добиено од лен кој што е одреден во еколошки региони, но збораме од растително потекло и најважната особина нејзина е тоа што таа има практично незаситени масни киселини кои што влегуваат во процесите како антиоксиданси. Понатаму во ова брошура нова од производите имате еден производ кој што ви е многу омилен, а тоа е Dr. Nature Ginkgo Plus 30 капсули. Истото е за добра концентрација, значи истото е за многу добра концентрација. Гинко кога пиете, немој да пиете навечер, оти тешко ќе спиете. Затоа што гинкото прави практично многу добра циркулација во мозокот, а со него оди и масло од гроздови семки и истото се пие најчесто наутре и најкасно до 5. Многу е добро за луѓе кои што имаат послаба циркулација по периферните делови на телото, збориме за деловите на главата, за добра циркулација на капиларите што се наоѓаат во мозокот, хранење на нервните клетки, во деловите на вратот, за луѓе кои што имаат шум во ушите, тунитис, значи послаба циркулација во пределот на вратот и со него може слободно да се користи и турмалинската јака како производ кој што навистина многу помага, или некои од другите магнетни производи кои што ги имаме, значи или турмалинските овие магнетните појаси од мерино што ги имаме, така да многу добар производ, особено за луѓе кои што се во мудри и позрели години,
за да или пак за ученици и студенти го подобрува памтењето и ја подобрува циркулацијата во мозокот. Се пие по една капсула, ги имате 30 капсули и не треба да се претерува со гинко плюс. Следен производ кој што го имате доле од доктор Нечер, тоа ви е практично семки од грозје со витамин С 60 капсули. Vitis vinifera или Vinis veritas или гроздовите семки представуваат при производството на вино тие и лушпите од грозје се фрлаат, но самите гроздови семки понатаму се користат од него, содржат масло од гроздови семки, кое што се продава многу скапо, некаде пола литар е некаде околу 8 до 10 евра. Од гроздови семки се користи како богат антиоксиданс и извор, а самиот е практично и извор и на други витамини, тука е витаминот Д и затоа е во комбинација со С и витаминот А, кои што се растворили во масти, се користат како мокрини антиоксиданси, и затоа кога јадеме грозје, треба да го јадеме со семки, зборам за свежо грозје, затоа го внесуваме масло од семки од грозје, а овде го имаме како богат антиоксиданс, како богат производ кој што ги лови практично сите слободни радикали кои што се генерираат од овој електромагнетен смог, од овој стрес кој што го правиме на организмот, и обично овој производ го пиеме исто на сабале и попладне. Имате 60 капсули, значи една паковка ви е за 30 дена. Ако примерно сте пиеле до вчера некој друг антиоксиданс, да речеме сте го пиеле примерно да земеме куркумата, сега можете да го направите една промена и да се префрлите еден месец на гроздови семки, односно имате колку значи практично семката е во плодот на растението и имате концентрирана сила и мок на масло од гроздови семки, кое што пак е многу добро за кожа, за ногти, за очи, за коса, и затоа и се става маслото од гроздови семки во многу производи кои што се козметички. Една добра комбинација и затоа реков оди со витамин С, затоа што има голем и мокен антиоксидативен ефект и на тој начин делува како антоцијаните што делува и овој мокен производ кој што го имаме. Понатаму, од производите што ги имаме во оваа комбинација, доаѓа една група на производи за кое што малку сме спорувале и сакам малце повеќе да позборувам, а тоа е листовите од бамбус. Тие се на доктор Нечен, малку ги подзаборавивме, малце не ги споруваме, но не знаете каква сила и мок кријат овие листови од бамбус во себе. Листовите од бамбус представуваат 120 таблетки и се многу добар сојузник на срцето и крвните садови. Многу од истражувањата покажуваат дека помагаат при кардиоваскуларните проблеми, чистење на крвните садови, како што делува глогот. Исто делува и овој производ, со тоа што овој делува во исто време и на намалување на крвниот притисок како се пие континуирано, ја подобрува дигестијата, значи генерира протеолитички ензими и го нормализира ритмот на срцевата работа. Во исто време, покрај тоа што е антиоксиданс, овој производ во исто време врши и алкализација на организмот. Значи, практично имате производ кој што две функции во исто време врши, а тоа е алкализација на организмот, значи pH на организмот да се дигне некаде околу 7,35 до 7,38, што не е многу битно. Убавка, гледам дека дигаш рака, да завршиме, па после ќе одиме со прашања.
и истиот може да се користи подолго време, значи содржи чисти екстракти од листови од бамбус. Значи производ кој што навистина е многу добар и многу корисен и има две функции, односно три функции. Делува на крвните садови, на крвниот притисок, делува на срцето, а во исто време делува, реков, и како моќен алкализатор на организмот. Брусница Сан Бернард 90 капсули. Нешто што е мелена рана за уринарниот тракт, значи за бубрези, бубрежни канали, понатаму уретри, бешика и целиот уринарен тракт. Богата е на антоцијани, значи содржи многу боени материи, во исто време, значи црвен плод, што ме црвен плод содржи каротиноиди, во исто време им помагаме на очите. Представува моќен антибиотик, особено против ешерихија коли, и истата ја имаме во 90 капсули, помага при сите настинки. Сега, сите кога ви е ладно, претете си го филмот, и кога ви студи на нозите, во тој момент на сите ни се оди и ни се уринира, односно не тера да одиме да мокриме. Зошто? Затоа што таму практично ински орган по ајурведската медицина се бубрезите кои што работат 24 часа и ние не можеме на бубрезите да им кажеме сега ќе работите, сега ќе застанете да работите, значи работат 24 часа, а јански орган е мочниот меур кој што функционира во тој момент кога ќе се наполни и ни дава сигнал до мозокот дека треба да одиме да се празни мочниот меур, особено па како се пијат и диуретици, односно средства кои што се користат за одводнување, односно за одведување на течности од организмот. Но самото тоа покажува дека е многу осетлив тој орган и може многу досадна една од бактериите, дури не може да се искорени, представува ешерихија коли, која е извор на фекално загадување и често пати знае да биде толку упорна инфекција и да предизвикуваат цистити, да предизвикуваат да се направат дури и цисти во тој дел на телото. Сега, зашто ги спомнав нозите и тој меридијан? Затоа што едино тој меридијан на бубрези и мочен меур ви поминува, значи направете експеримент од внатрешната страна на ногата, на кај што ви почнува стапалото и кај што ви е глезено тука на стапалото, ставете два прста над глезенот и притиснете ја таа точка. Таа точка е болна од внатрешната страна на ногата, тука поминува тој меридијан, оди и ротира од оздоле под стапалото, во рисот, во вдлабнатината и се враќа назад и завршува. Затоа, и тоа е енергија на студ по кинеската медицина, затоа кога е ладно, кога енергија на студ, ние на студ, уште повеќе студ внесуваме, ние практично не му даваме енергија на тој меридијан, му ја одземаме енергијата на тој меридијанот на студ и затоа реагира тој орган веднаш кога не е ладно и затоа не тера да повеќе да мокриме. Затоа, викаме, се настинува преку нозите, односно преку стапалата и затоа практично треба тој меридијан практично да се чува, затоа што од тука идат настинките, од доле збориме за уринарниот тракт. Сега, повеќе, да речеме, непрочистени бубрези, започнеме процеси на слабење или изфрламе, правиме запер, не пиеме доволно вода или пак не пиеме доволно сребрена вода и имаме кисело pH, ствараме услови за развој на бактерии и еве ви ешерихија коли, која не дај Боже е толку досадна што после треба толку да испиете антибиотици и пак да не знаете дали ќе отстраните. Брусницата можете и превентивно да ја пиете, особено во периодите на преод, но ако веќе
имате дадено антибиотики или имате проблеми во овој дел на телото, или не можете да задржите мокрача, тогаш интензивно во големи дози пиете брусница, значи 60 таблетки, значи на почеток може да одите по 3 таблетки на ден, а после тоа да ја вратите на 2 пати по едно, за да ја одржувате таа доза и малку подолго време, затоа што е многу, како да кажам, досаден тој практично тој микроорганизам, односно таа бактерија за која што ви зборам, затоа што знае да прави доста проблеми во организмот, особено во тој дел. Понатаму, ќе ги спомнеме овие два производа на Сан Бернард, едниот вие цимет, хром и цинк. Значи цимет, хром и цинк 180 капсули, една моќна комбинација за регулирање на крвниот шеќер, значи на нивото на шеќерот во крвта, содржи цимет во капсулата, содржи хром и содржи цинк. Сега гледате. Покрај тоа што е за нормализирање на крвниот шеќер, сите овие продукти внатре, циметот, хромот и цинкот, особено цинкот и циметот, не дозволуваат на вирусите да влегуваат во нашите клетки. Значи, луѓе кои што превентивно го користат за нормализирање на крвниот шеќер, во исто време се заштитуваат и своите клетки од влез на вируси и бактерии во својот организам. Затоа што земете вие цимет, па ставете го во уста или карамфилче, ставете во уста и така само го жвакате да видам колку долго ќе издржате. Значи, циметот влегува во групата, особено маслото од циметот и циметот во прав, заедно со цинкот, кои што се први на бариерата клеточна за влез од вируси. Значи, луѓе кои што го користат за регулирање на шеќерот, да, водат строго контрола, за да не дојде до нагло паѓање на шеќерот, сами да не ги тргаат таблетките или пак, не дај Боже, ако се на инсулин без консултација со лекар, но да знаат дека во исто време го користат и ако внесат лук, во исто време ги заштитуваат крвните садови, односно ги заштитуваат сите клетки од влез на вируси. Другиот производ е масло од црн ким, збогатено со витамини и масни киселини, 180 капсули. Напишано е тука: заштитете се од грипот и од настинките. И дури имаш и една фраза која што сите повторуваат: од се лечи, само не лечи и од смртта. Значи, маслото од црн ким, особено плюс кој што го имаме во Green Master, па јас една кутија од 180 од некаде тамо од октомври до еве ќе при крај, немаше ден барем по едно да не се напијам масло од црн ким. Тоа е едно богатство внатре на минерали прво, кога ќе почнете од магнезиум, од манган, од калциум во баланс, од калиум. Понатаму имате незаситени масни киселини, значи ги имате оние омега-3 и омега-9 внатре. Понатаму имате такви видови на активни супстанции кои што уште од времето на фараоните се користеле за убав изглед, за хормонален баланс на организмот, за баланс на маснотиите во организмот, а во исто време толку моќно делува, значи можете тука да го рамнете некаде дури појак како производ. Ако треба за хормонален баланс, покрај нокничето, секој пат се зема и црниот ким. Црниот ким е во капсули, истиот слободно за уморени очи може да отворите капсулата,
порано го имав него шиша како течност, и слободно со памуче врз мала количина во една точка врз клепачките, односно врз клепките да го ставите полека, само да не влезе во око, ќе видите какво подобрување на видот ќе имате и како ќе ви се одморат очите ако отворите една капсула и со оние стапчиња за уво нанесете на самите капаци. Значи, многу добар производ, особено при настинки, ако имате монолаурин, го имате како превентива, секој пат треба да имате и црн ким, секој да го има дома, односно масло од црн ким, затоа што неговите примени се многобројни и можеме многу да зборуваме за неговите примени на црниот ким како производ кој што го имаме во Greenmaster. Сега ви беа и како награда и како акција два сиропи, течни форми, а тоа е билков сироп за добар сон и вториот билков сироп со коприва и железо. Многу луѓе има проблеми со сонот, многу луѓе плитко спијат, многу луѓе не спијат. Јас се чудев многу кога, пошто нели знаете, често патував, јас се чудев зашто сите перници во хотел ќе ги соберав и после разбрав дека тоа е добро да имате перница, да ја подпрете раката, па перница другата рака да ја подпрете, па перница една да ја ставите пред вас, да се подпрете на неа, така да тоа се е за добар сон и добар одмор. Многу луѓе користат мелатонин и грифонија, но некои не сакат да пијат таблетки, па еве им поддршка за спиење, пак со состав на маточина, тимијан, кантарион за нервните система и валеријана, но во течна форма, со тоа што може да го користат и деца, може да го користат и повозрасни особи, па може да го користиме и ние, затоа што навечер да му даеме нешто полесно на организмот, за да може полесно да влезе во алфа состојба и после тоа да одите во сон. Значи се пие пред спиење и веднаш првите симптоми кои ќе ви се покажат дека ви се доспи, легнувајте за да после тоа не дојде во принцип, да не дојде до тоа да му помине ефектот, па да се чудите што ве snašли. Вториот сироп е коприва и железо, 200 мл на Максивита. Овој производ, ќе кажам после на прашањето што го добив сега одговора. Овој билков сироп со коприва и железо е за луѓе кои што се анемични, истоштени, на кои што им паѓа железото, кои што не можат да поднесуваат железово препарати да го пијат, нели го имаме на еквилибра со фолна киселина и витамин С, но некои не можат тие, значи им се силни тие таблети, посебно деца и повозрасни особи. Копривата е многу, ја ставаат во редот на лукот, во редот на црниот бозол, што го имаме во Immuno Power Max во борба против ова што сега ни се случува и дај Боже да побрзо заминува. Значи е моќен елемент кој што содржи железо, кој што содржи практично самата коприва, кога ќе погледнете, таа има боцки, таа журка, значи како го погледнете на билка, самата се штити и самата се брани. Тоа покажува дека самата се штити и живе на такви места и на такви непристапни предели, истото го прави и во вашиот организам. Кон неа има покрај железо и витамини В и витамин С. Значи, секој пат со витамини се збогатува за да може организмот побрзо да ги усвои она што е внатре. Една група производи кога сме кај добар сон, тоа се лепезата на магнезиум, калциум и нивните комбинации. Ајде да почнеме од десно. Десно го имате магнезиум на Сан Бернард,
голема паковка од 100 милиграми, кое што можете да го користите и по 3 навечер, ќе го купите, ќе се заборавите кога сте го зеле, значи се користи за луѓе кои што имаат напнатост во мускулите, стегање во мускулите, луѓе кои што имаат нередовна столица, запек, луѓе кои што се под континуиран стрес, луѓе кои што имаат осеќаат како странци и струја да им поминува низ мускулите, луѓе кои што имаат многу желба да јадат чоколадо, имаат недостаток, особено навечер, имаат недостаток на магнезиум, затоа што магнезиумот секој пат оди и го мокриме. Нашиот организам не зна, едино што задржува е само натриумот, а калциумот, магнезиумот и калциумот, магнезиумот и калиумот одат. Најчесто магнезиумот оди во неколку комбинации. Една од комбинациите на магнезиум е со Б комплекс или целата група на Б витамини. Та едната варијанта. Другата варијанта, особено сега овој период, кога доаѓа пролет, кога ќе почнат алергиските реакции на кожа, на кивање, на нос, на поленов прав, тоа е калциум во комбинација со магнезиум. Значи, секој пат при такви алергични реакции мора да се дава калциумот и тие се практично како брат и сестра. Како што се натриумот и калиумот, така се калциумот и магнезиот одат еден со друг, односно се надополнуваат. Тоа се практично како брат и сестра близнаци кои што одат рака за рака еден со друг. А особено велам сега или ако сте склонни кон алергии, за да не направите некакви поголеми проблеми, секој пат при алергија на сонце, прво што се дава, значи се дава калциум, а со него се дава и магнезиум. И најлево на Сан Бернар го имате калциумот со витамин D3, кој што секако дека го зборевме, витаминот D3 дека е имуномодулатор, дека луѓето кои што имат дефицит на D3 потешко поминуваат во овие ситуации кои што се случуваат. Треба поддршка на организмот, затоа што нема доволно сонце, за да се вгради добро во коските, е добро да оди со калциумот, го имате на Сан Бернард, една идеална комбинација на калциум со магнезиум, кои што навистина му требаат на организмот. Значи, калциумот и магнезиум ги имате и во водата која што ја пиеме, така да сите тие елементи се итекако неопходни на нашиот организам, односно се во групата на олигоелементи или минерали кои му требат на нашиот организам и без нив не може да работи, односно да ги обавува своите функции онака како што треба. Понатаму, во истата таа конотација продолжуваме. Од лево го имате на Витар, една многу добра комбинација, тука ви е селен, цинк, витамин С и витамин Е. Значи, селен, цинк, витамин С и витамин Е. Една таблетка е детска доза, да знаете. Значи, тука, кога взимате 2 таблетки од ова за возрастни и за повозрастните, значи да имате селен, цинк и витамин С, А, Е. Некој ќе каже, јас супер сум, пијам сите, сега некој вака размислува. Сите 4 ги имам на едно место со една таблетка. Да, ги имаш сите 4 на едно место, но не се во доволна концентрација, особено витаминот С и Е. Тоа се дози за деца. На нас, повозрастните, ни треба повеќе да взимаме. Значи, соба можете да земете плюс и витамин С со цинк, соба можете да земете плюс само витамин С, соба можете да земете плюс, да речеме, некои други. После ќе одговарам на прашањата, молам да завршам. Понатаму, друг производ на Сан Бернард, во кој што има јод, кој што го зборев, е А до З, значи мултиминерали и витамини, кои што ги имате 50 плюс за луѓе над 50 години, значи дополнета формула, која што е дополнета формула
го имате како 150 таблетки и оди една капсула наутро, тука можеме да кажеме дека една капсула ни е доволна во однос на другите минерали и витамини, но повторно се враќам на витамин С и цинк, повторно треба плюс и покрај тоа што го има во А, во Д, З, и тука малце да покачиме витамин С и цинк заради ситуацијата во која што се наоѓаме, а пандам негов на овој од Сан Бернард, вие мултивитата и исто така има препарат кој што има комбинација на минерали и витамини плюс кој што е подршка на имунитетот, кој што се пие повторно со една капсула, и сите овие три имајте на ум ОДЦ, бета-глуканите, значи со некои од медицинските печорки, ОДЦ, колостромот имајте го на ум, и сето ова во овој слайд се пие наутро со вода која што може да биде или алкална вода, сега ги имате и филтрите во флаерот, алкалните филтри, или не ги нема, не ги видов во флаерот, туку ги има и алкалните филтри, ги имате филтрите со магнезиум, значи се пијат со сребрена вода, може да пиете и со сребрена вода, може да пиете со структурирана магнетна вода, значи минерали и витамини се пијат на утро. Толку од мене за вечерва. Сега да видам, видов некои прашања. Ве молам, кажете дали луѓе кои имаат вградено стен можат да носат алки од Викторија Белс. Во однос на овој прошлиот пат одговорив и сега ќе одговорам. Не се препорачува, но за кратко време, за пократок период од денот, може да се стави Викторија Белс, ама да не биде цел ден. Значи, не се препорачува, но внимавајте кога се става Викторија Белс за луѓе кои што имаат вградено стен. По два, ме молам, исто одговорите ми за време на третман со запер, се пие паразитоцид, а за паразитоцидот велиме треба да се пие 40 дена. Може ли последниот третман на заперот да се пие паразитоцид, односно да се продолжи со него? Значи, паразитоцидот се пие, значи ивермектинот е исто паразитоцид, кој што го спомнуват. Паразитоцидот јас испив 3 или 4 кутии, веќе не знам ни колку ја испив од паразитоцид. Паразитоцидот во принцип се пие на сабале, пола кафена лажичка првите 3 дена во малку вода на глад. Сега, после тоа може да правите запер, али не мора одма после паразитоцидот. Заперот се прави, го држите уредот, имате работи 7 минути уредот, го оставате 20 минути, чекате. Во првите 7 минути се уништуваат паразитите во организмот. За тие 20 минути пиете една чаша сребрена вода. Понатаму, вторите 7 минути, после 20 минути ви светнува втората ламбичка, пак ги држите делова на бактериите, завршуваат тие 7 минути, остануваат 20 минути. И последните 7 минути доаѓаат вирусите, оние најмногу што ги многу така ги не сакаме да ги спомнуваме, и тоа е циклусот на работа на заперот V2 кој што го имаме, и ќе ви неја најавам дека има и V4 веќе верзија на запер, поголема нам таа ќе ви кажеме друг пат. Не е врзано со тоа дали ќе правите 28 дена запер или нема да правите 28 дена запер. Значи врзано е со тоа, терете си го паразитоцидот независно од заперот. Тоа е тоа прашање кое што го прочитав. Понатамо, Валентина, добро вечер. Кажете ми колку долго може да се користат селен со цинк, С и Е. Ги имам порачувано 3 пати за пријателка што имаше проблем со тиреоида. Вчера била на преглед и кажале дека има подобрување и ми порачува пак. Јас пијам континуирано од ноември 2019. Не сопирам. Значи, можете да ги пријете
колку сакате во овој период. Да речеме, летниот период може да се направи кратка пауза. Тоа е тоа што гледам од пораки. Дали има прашања? Ако има прашања, сега молам отворете ги микрофоните и можеме да почнеме со прашањето. Во меѓувреме, од претходно до крај до сега ми се ува неколку луѓе од разни структури, објаснував и повторно сум отворен да објаснувам и ќе ве молам лидерите. Значи, ако нешто не е јасно, ве молам консултирајте се за да бидеме по, како да кажам, по коректни. Некои луѓе немаат интернет. Еве вчера го гледав едно од предавањето, има над 350 прегледувања, односно гледање од после од кога е смената. Сега 350, знаете, ние сме полнели и по 350 и по 400 во Континентал, не е мала бројка на едно видео од овие онлайн зумови да биде искористено. Пошто гледам тука сме повеќе од гледам учесниците се повеќе од лидерите, значи ве замолувам, ако има нејасноти, слободно нека ве контактират, слободно нека ме прашат за да ги доразјасниме некои делови. И пред да ви дадам збор, да прашате, јас да си ја отпеам, нели, она лекција која секој пат ја кажувам. Пред излегување од дома, ставање на чајно дрво со малите прстења на слузокожата на носот, на едната слузокожа, на другата слузокожа и притискање на двете ноздри за да се разнесе тој препарат низ носот. Тоа е едно. Второ, враќање од надвор во джеп, обавезно прскалка, имате шишиња, концентрирана и по 3 пати по 10 минути сребрена вода. Не чешмена, филтрирана со обичен филтр од бокал Дафи. Сребрена вода. Ако сте на место несигурно, тогаш прскајте прво во нос, затоа што преку нос влегува чудото, а после преку уста го се предава. Значи, прскајте слободно во нос, слободно го ушмркајте тоа од сребрена вода, прскајте слободно во уста од тоа што го правите. Задржајте малку под јазикот сребрената вода. Понатаму, носете магнети. Неогард Лайф ме прашува. Обрнат, извинете, со детелината на надвор под блуза, не кон тело. Кон тело Неогард Лайф се држи на место каде што имате болка. На надвор обрнат. Понатаму, користите структурирана вода, а тоа е, значи, дали со магнетно стапче, дали со магнетна подложка, дали ќе ставите Victoria Bells, дали ќе ставите нешто друго кое што имате од Magnetics, вие за тоа решавате. Обавезно поддршка, или кога се вратите дома, сте биле у контакт со повеќе луѓе за да ви е мир на главата, монолаурин. Покрупните 3 таблетки наеднаш, а поситните 2 таблетки монолаурин. Или може заедно и со масло од црн ким кое што го имате сега. Значи, ова ви го повторувам. Гелот за раче со алоe во чеп, со него дезинфекција на раците убаво меѓу прстите и од горната страна, и од горната површина, и од долната страна, и ослободете се од стравот. Толку од мене, сега може да ги отворите микрофоните и кој има прашања, нека повели. Слушам. Тоа што ви доаѓа, што тоа да ви го кажам, имате джебен ионизатор, нешто кое што е прекрасен производ, препорачувам да го користите.
Значи, ќе го носите блиску као неогардот, тука, на градната коска, се полни, да не се чудите што колко ќе го земете, се полни со пунјачите за мобилен телефон и како такво го имате, го носите тука и генерира негативни иони кои што ја уништуваат обвивката, протеинската омотач на секој вирус и секоја бактерија. Значи, ќе дишате постојано ионизиран воздух, кој што не озонатор, да не слушам озонатор, значи ионизатор и ионизаторите што ги имаме, нели, во соба кои што сите ги користиме. Слушам прашања, повелете. Дали има прашања? Ако сака некој да праша прво микрофонот или рака, нека крене и микрофонот да го вклучи. Затоа што гледам сите микрофони се исклучени. Добро. Гледам, Наде Димова е уклучен микрофонот. Ајде, Наде, ако имаш нешто да кажеш или да прашаш, гледам ти е уклучен микрофонот. Наде Димова ме слуша? Нада Димова, дали ме слуша? Добро. Викторија? Други прашања нема? Па, професор, ако нема други прашања, ве благодариме многу. Навистина беше супер. Добро. И Јас се задржав на суплемент